Благодарам, председателе. Имено, еве би рекол неколку дена поред разговараме за амандмани кои што ја тангираат животната средина и кои што континуирано не се усвојуваат. Би сакал да кажам дека треба навистина малку посуштински да навлеземе во оваа материја и да ги поддржуваме тие амандмани и да ги одвојуваме овие, би кажал, символични средства. Имавме пред некој ден еден пример каде што 31 организација која што се занимава со животната средина и чистата животна средина да има одредено барање до пратениците, кое што беше поддржано само од пратениците од опозицијата, и навистина сум изненаден и згрозен од нападите кои што пратениците од мнозинството ги принесоа кон тие организации, кои што јас морам да истакнам тука дека се истакнуваат со одредена непристрасност која што постои во времето кога и ВМРО ДПМН беше на власт. Она кое што јас сакам да го кажам, слушнав две работи. Првото за депониите, дивите депонии дека ги немало, а втората е за чистиот воздух. Уште еднаш сакам да кажам една работа. Кога разговараме за нешто кое што не тангира сите и за кое што сите подеднакво, повторувам, сите подеднакво носиме или сносиме подеднаква вина, ајде да ги баталиме тие розови очила, како било, што било ова, овој направил ова, оно не направил ова, и да ги видиме што кажуваат фактите и што кажуваат оние мерливи инструменти. Прво, не можеме да се фалиме дека квалитетот на воздухот е подобрен во време кога скоро па најголем дел од годината сме имале ограничено движење со возила. Затоа што мораме да потсетиме дека ние заради некои причини кои што се непопуларни имавме огромен дел од времето каде што беше забрането движење со возило кое што назначително ги намали емисиите на штетни гасови во воздухот, и тоа е факт. Ке ве потсетам, имаше цели викенди кога имаше полициски час, кога имаше полициски час од 15, 16, 18, 19, 20 часот, 21 часот, каде што после тоа, во времето кога рекордно се бележеше загаденост во одредени делови од Скопје, возилата не може да се движат и нормално дека ќе има намалена загаденост во воздухот заради тоа што тие кои што се најголем контрибутор, еден од најголемите контрибутори, не беа во можност да се движат. Но тука се наметнува и уште едно прашање. Мораме да нотираме дека и во времето кога имаше забрана за движење на моторни возила, сепак имаше денови кога што има и рекордно загадување, тоа е веќе работа на самата власт. Она кое што се кажа дека не постојат диви депонии во Скопје не е вистина. Навистина не е вистина. Еве ќе кажам неколку општини каде што постојат во кисела вода, конкретно во Драчево. Постојат во Шуто Оризари, постојат диви депонии во Бутел, постојат диви депонии во Ѓорче Петров. Една од најсериозните е Новоселската, ќе кажам, каде што изминативе 10 дена континуирано се пали, континуирано гори и жителите би кажал дека реагираат, тоа може да се провери. Еве, ако се истакне дека јас или Бет или било кој од пратениците од опозицијата говориме невистини, проверете само во вашите институции колку пријави има за неподнослива смрдеја или чад кој што се јавува во воздухот. Понатака, со оглед дека знам дека често гравитирате во последниот период на кај Ѓорче Петров, има уште една дива депонија, еве ја кажувам тука намерно за да се реши. Таа е Волковската покрај течението на реката Лепенец, така да вчера имавме една дискусија која што траеше доста долго, каде што требаше да се обезбедат 2,5 милиони евра за филтри на 25.000 домаќинства кои што се греат на дрва, да се би кажал подобри квалитетот на самата животна средина. Ајде да не ги користиме овие дискусии за меѓу себе да се пресметуваме, туку навистина да видиме што можеме да излеземе во пресрет и на овие организации, но меѓутоа и на животната средина во целост. Благодарам.